Каде и да си забадник и Божик, дома да си. Мојата колешка Марија ја прашувам што за тебе представува Божик? Божик од секогаш во кругот на моето семејство бил празник на поврзување и сплотување, така што секогаш е празник на кој се собираме околу празничната трпеза. Кому минатата година ви се падна паричката во семејството и кои се твоите најголеми желби во ова 2022? Минатата година паричката се падна кај мене, а во однос на желбите за 2022 година, веројатно најмногу што постакуваме да конечно да се стави крај на ова светска здравствена криза на пандемијата COVID-19 и се разбира, оние вообичаени желби кои што си ги постакуваме, љубов и многу здравје. Ти деновиве направи еден прилог посветен околу одбележувањето на овие празнични денови. Да, снимавме со прекрасните Исидора и Сандра, тоа се девојки од Цветна фабрика, студио за цветен дизајн, со кои зборувавме како се одбележува Божик во нивното студио и колку македонците подаруваат за Божик. Цветна фабрика постои на македонскиот пазар од август 2020 година. Практично отворивте бизнис во екот на најголемата светска здравствена криза или пандемија. Ве плашеше ли неизвестноста кога започнувавте со развивање на вашата идеја? И впрочем, како се јави идејата за отворање на Цветна фабрика? Значи, идејата за отварање на Цветна фабрика се случи многу спонтано, баш беше април 2020 година, нели ние сите со тие стресови, мислам дека многу луѓе тогаш си најдоа некој издувен вентил, а јас мојот издувен вентил баш го најдов во љубовта спрема цвеќето. За среќа имам огромен двор полн со секакви видови на цвеќиња, почнав да си изработувам аранжмани по дома, почнав да си ги фоткам и евенчуали сите завршија во инбокс кај Сандра. Од инбокс кај мене, јас ја поддржав идејата. Ми звучеше многу интересно, многу различно, нешто кое што моментално на пазарот не постоеше како индустрија, како бизнес, иако има голем спектар на цвекари и ги поздравувам за нивната целокупна работа за тоа што го прават. Меѓутоа, Цветна фабрика ми понуди на око нешто кое што беше навистина поинакво и навистина природно и некако го знаев дека ќе се вклопи во секојдневието на сите и затоа и можеби нашиот и слоган е за поинакво секојдневие. Така всушност дојде Цветна фабрика на овој пазар. Сандра, велите сега во тој период немаше таков тип на студија во нашиот град. Веќе сте препознаени од скопјани и од македонците и веќе сте бренд на нашиот пазар, но она што може да се забележи особено последнава година е отворање на студија налик на Вашево, кои слободно може да се каже ја позајмија вашата идеја, па дури во името на своите брендови ја ставаат кованицата Цветна или Цветен. Како гледате на се во ова? Ова е еден вид на конкуренција или? Искрено, ја поздравувам, значи, целата таа иницијатива и идеја за отварање на нешто што звучи цветно. Она кое што можам да го кажам е дека кај нас се препознава стилот и техниките на изработка. Се што се изработува е природно, се што се прави во консултација со клиентите и сметам дека за успехот и за резултатот за тоа што сме за една година како бренд и можеби го следат како пример и останатите нови бизниси, е умешноста да знаеш како со клиентите и да знаеш како да го пренесеш тоа кое што вистински го сакаш преку цветни аранжмани. Сите аранжмани се различни, не постои ист аранжман. Дури во концептот на нарачки, сите клиенти се свесни дека не можат да добијат иста нарачка цело време. И тоа е она кое што нас не издвојува од останатите. Ги споменавме клиентите. Кога ви се обраќа клиент за да изработите некакво венче, како што изработува во моментов Исидора или некаков букет цвеќе, дали доаѓа со конкретна желба што сака да добие или се остава на вашата имагинација? Искрено, многу сме транспарентни во целиот процес на изработки. Се она кое што се прави е објавено на нашите социјални медиуми. Сметам дека тоа е каналот преку кој што ја пренесуваме целосната порака за што све изработуваме.
така што сите се информирани за секој период што следува, дали станува збор за свадби, дали станува збор за зимскиот период каде што ги има венчињата и се некој трейдмарк кој што започнавме да го правиме пред една година. Она кое што го побаруваат е декорацијата која што имаат во домовите да може да се вклопи со тоа кое што ние што треба да го ставиме. Дали е тоа декоративен елемент, лампион, боја да се прати, меѓутоа оставаат на слободата да креираме и како викаат они Направи ми нешто по твое. Да, направи ми нешто по твое, онака хайлайтот на сите нарачки. И што правиме по ваша денеска? Денеска изработуваме божикно венче, односно зимско венче, што може да се стави на врата, може да се стави како декорација на маса, направено исклучиво од природни материјали. Мислам, ние генерално работиме само со природни материјали. И венчето што го изработувам сега е мешавина од повеќе зимзелени елементи, како и овие црвени илекс топчиња, што мислам дека се символ за новогодишен период. Денеска го прославуваме Божик. Верувам дека голем број на семејства не гледаат во моментов и оние денови кои што следуваат се оние денови во кои што најмногу време поминуваме со семејството. Што да подариме кога станува зборот цвеќето за овие празнични денови? Кој е карактеристично цвеќе за овој период од годината? Искрено, јас мислам дека секој цвеќе е за секој период од годината, како например јас сум моментално дома, декември цел месец имам лалиња на маса и не знам зашо беливе лалиња ми се многу онака во некој скандинавски стил на прославување на новогодишните празници. Но кај нас мислам дека најчесто нели се ставаат повторно аранжмани со зимзелени елементи, се става амарилисот како цвеќе што е така попознато, божикната звезда, мислам дека сите имаат во дворовите саксиска божикна звезда. Ја би се уфрлила. Црвено, уствари бело. За мене омилена декорација во зимскиот период се овие памуци позади. Добро. Како се одржуваат овие памуци? Во принцип тоа се природни памуци, не бараат вода и стојат многу долго. Освен ако не ги пипаш или се наполнат со прашина па да морат да се отминат. Инаку се не бараат никој посебно одржување. Во студиово неверојатна е убавината на форми, бои, мириси, се она што може да се забележи околу нас. Каква е целата приказна? Каков е пристапот ваш кон цвеќето? Поминавте некаква едукација во однос на изработка на се во ова или едноставно креативноста ви е вклучена во целиот процес на создавање? Од моја гледна точка, јас сум долгогодишен вработен во маркетинг сферата, во маркетинг агенција, Y Agency, така што јас допирна точка со цвеќе имав само кога требаше да го подарувам негде. И секој пат сум сакала да биде тоа едноставно спакувано, да нема премногу харти, значи да дојде до израз цвеќето. Исидора може да си го каже својот дел, меѓутоа сметам дека е моментот на сама инспирација која што доаѓа за креирање на и микс на текстури, бои, природни елементи кои што се некако во целост прават една композиција, еден букет кој што се разликува еден од друг. Дали досега во работењево веќе сте чинам 2 години застапени на македонскиот пазар? Година и неколку месеци. Што покажува искуството? Почнаа ли мажите малку почесто да подаруваат цвеќе или се уште се потпираат на оние традиционални поводи за подарување? Јас дефинитивно мислам дека и мажите, мислам не само мажи, жени, сите, да возрастни, помлади, сите поклонуваат цвеќе. И стварно не знам како било порано, пошто не сме многу долго време на пазарот, ама 8 март дефинитивно не е единствениот ден кога се подаруваат цвеќе и мислам дека ние тоа го докажавме. Девојки, за сите оние кои што имаат идеја во 2020 година да започнат свој бизнес, од каде да почнат? Првенствено да сакаат да ризикуваат, бидејќи ризикот е полуспех во тоа што го правиш. Да сакаш да го работиш тоа и цврсто да веруваш дека сигурно ќе понудиш нешто поразлично. Копирања не се позитивна ствар, меѓутоа она кое што е различно сепак според мене е односот кој што го имаш со клиентите. Да можеш да задржиш постојан клиент и да
на сметка на тоа да имаш одново и одново нови клиенти кои што ќе бидат задоволни. Во нашето искуство покажа дека поинак во секојдневие може да биде и на неделно ниво да се носат садови кои што се аранжираат. Така што сметам дека е упорноста и умешноста да знаеш да задржиш конзистентност во тоа кое што го изработуваш. А какви клиенти се македонците? Прекрасни. Македонците се прекрасни клиенти. Македонците, мислам, во целина како народ сме сакаме да пробуваме нови ствари, а она кое што ни се допаѓа, со сигурност се враќаме повторно. Ви посакувам среќни празници. Ви благодарам. И ви благодарам што бевте дел од тренинг. Ги честитам и ние новогодишните празници до сите гледачи и ви посакуваме многу здравје и крај на оваа пандемија за да можеме веќе слободно да функционираме во следната година. Исидора? Сакала и јас да ви честитам новогодишните и божичните празници и да ви се заблагодарам многу што сме дел од вашата емисија денес. И секако да ги поканиме луѓето да дојдат во Цветна фабрика.